Добро утро, почитувани гледачи. Фактор здравје со ново издание, а во него утрово зборуваме за храната и емоциите. Што е емоционален глад, што е емоционално јадење, како влијае на нашето здравје, кога и зошто може да стане штетно. На оваа тема утрово разговараме со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист, советник за здрав начин на живот и здрава исхрана и од Нутри-М. Добро утро, Емилија, и добре ни дојде. Добро утро, благодарам на поканата и секогаш со задоволство кај тебе гостувам во емисиите. Така, ти благодарам и јас. Интересна е темата, но на самиот почеток само да најавам дека за сите припаднички на понежниот пол кои што ќе успеат и да се јават, имаме интересни изненадувања токму од тебе за нив во пресрет на утрешниот празник 8 март, ама ајде за тоа малку подоцна. Да почнеме на почеток. Знаеме дека храната, основната нејзина функција е да биде извор на енергија и хранливи материи, но кај многумина е начин да се справат со стресот, со одредени проблеми или предизвици. И е разбирливо и до некаде може би оправдано, ама се до моментот додека тоа не стане или храната не стане главна алатка за справување со стресот и со другите предизвици. Така, токму така, храната велат може да биде лек и храната може да биде отров, меѓутоа живееме во динамично и стресно време и секако нередовни оброци допринесуваат да ние прибегнуваме кон храна која што ќе ни даде брза енергија, храна која што привидно ќе не направи срекни, меѓутоа потоа стануваме анксиозни, недоволно енергија. Се тоа се должи на оние емоции, на стресот и темпото кој што ние го преживуваме секојдневно и на тој начин посегнуваме по храна која што е забранета или недозволена, храна која што е извор на прости шеќери, дава брза енергија, меѓутоа не правиме на долг рок ништо. Емоциите, да, се тесно поврзани со храната која што ја конзумираме, бидејќи на тој начин сакаме за да го задоволиме чувството на глад или кога сме под стрес, сакаме да јадеме храна, да прибегнеме од оние стресни ситуации кои што ни се случуваат, меѓутоа тоа, како што кажав, е на кратки стази и носи штета на нашиот организам. Храната и емоциите се тесно поврзани со повеќе хормони, како што се серотонинот, кортизолот и допаминот. И кога сме под стрес, активен хормон е кортизолот и природно е утренски да го имаме повеќе во поголема концентрација, па со текот на денот опаѓа. И токму кога сме под стрес, ние кортизолот е природно да бара храна која што ќе дозволи брза енергија и затоа луѓето или најчесто ние грешиме кога јадеме храна која што е богата со шеќери, тестенини, ама тоа е на оние кратки стази, затоа треба да прибегнуваме по храна која што ќе го лачи серотонинот, односно аминокиселината, триптофан, која што има во многу храни, кои што ние нутриционистите ги препорачуваме за да избегнеме од сите тие анксиозни и депресивни ситуации, за да може да имаме енергија и виталност. Така. Ако е краткотрајно и не е толку страшно и сериозно, да не премине во навика и некогаш велиме сами да препознаеме дали се соочуваме со емоционален глад или емоционално јадење, па ако не можеме и сами да се справиме, затоа тука се стручните лица нутриционистите да се посоветуваме со нив каков план на исхрана да направиме и кон што да се свртиме. Така, храната, односно, за да се справиме со сите овие ситуации, потребно да имаме избалансирана исхрана и многу често луѓето кога прибегнуваат по храна која што емотивно ќе ги задоволиме потребите на краток рок, тоа се должи на нездравиот и неизбалансиран начин на исхрана. Кога ние ќе направиме баланс во исхраната со појадок, ручек и вечера, на тој начин ги оттргнуваме сите оние емотивни отварања во ладилникот или прибегнување по оние грицки кои што навистина може да бидат штетни доколку тоа стане навика, затоа што многу често од клиентите кога доаѓаат кај мене кажуваат јас сум хедонист, сакам да пробам храна, можеби во моментот мене не ми се конзумира таа храна, меѓутоа сакам да ја пробам. Тоа чувство на утеха да пробаме храна која што во моментот можеби сме под стрес и
не утешува на некој начин, потоа доаѓа моментот на кање, што направив и не требаше тоа да се случи. Тоа се должи на брзиот начин на живот, кога не се инкорпорирани во нашата исхрана трите главни оброци, и затоа многу често кажувам на моите клиенти дека појадокот е важен за добар старт на денот, па ручекот, вечерата може да се прескокне, меѓутоа не и во доцните часови да се конзумира храна која што и е корисна, ние да ја конзумираме, е препорачана од наша страна, меѓутоа се знае во одредено временско растојание треба да конзумираме храна колку е дозволена, а да не зборуваме за онаа храна која што не е дозволена. Кога често работиме, да погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме наваму нели до каде што стигнавме. Останете со нас, почитувани гледачи, следете на до крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со Емилија Спасовска-Мојсовска, магистер нутриционист, советник за здрава исхрана од Нутрием, зборуваме за храната и емоциите. И тука веќе некаде застанавме каква е нивната нели поврзаност, зошто јадеме кога сме под стрес, кога сме тажни, кога имаме некои одредени предизвици или одредени проблеми. Така, затоа најчесто зборуваме да јадеме храна која што ги нуди нутритивно богати извори, да ги искористиме сите ресурси кои што навистина ќе ни дадат подобрување на нашите и емоции, за сите оние справувања во текот на животот, ќе внесеме витамини и минерали кои што природно и убаво влијаат на вегетативниот и на дигестивниот систем, затоа што ние кога посегнуваме по храна која што е богата со трансмасти, тестенини и шекери, како што кажав, привидно имаме енергија, меѓутоа многу брзо паѓа таа енергија. Нам ни треба енергија на долг рок, во текот на денот и понатака во животот, во нашето секојдневие. А најчесто по тие штетни такви намирници посегнуваме, така? Така, природно кортизол. Највкусни ни се во моментот, најголемо задоволство ни прават, така? Така, таа храна ни прави големо задоволство како утеха, потоа е каењето. За да го немаме сето тоа... Поманџа не посегнуваме во момент ако сме осамени, тажни или досадно, ако ни е или самиот кортизол бара таков тип на храна. Меѓутоа, ние кога ќе направиме равнотежа на кортизолот, кога ќе го доведеме во природна равнотежа, тогаш веќе функционира друг хормон. Тоа е триптофанот, аминокиселина која што навистина го подигнува нивото на радост и на енергија, и затоа треба да конзумираме таква храна, и таа храна изобилува и секојдневие, таа храна е околу нас. Тоа се природните свежи ензими од овошјето и зеленчукот, еве природно триптофанот може да се најде во јаткастите плодови, во бадемите, лешниците, семките од тиква и сончоглед, тука ги имаме и омега-3 и 6 масните киселини, тоа се масти кои што навистина нам ни требаат како за мозокот, така и за одржување за сите функции во нашиот организам. На тој начин ние внесуваме потребни и корисни нутриенти, па еве да ги споменам и житариците, тие даваат сложени јаглихидрати, каде што нели изворите се од просото, па хејдата, овесот, пченицата. Сите овие житарици благопријатно делуваат, имаат и Б витамини и други корисни нутриенти кои што гликемиите ги испуштаат постепено, не се случуваат пикови во нашиот организам на шекерот, за разлика од онаа храна која што ни дава брз резултат на енергија, тука се прават големи осцилации во шекерот. Нам ни треба храна за нивото на серотонин, односно да внесеме храна која што ќе го разложува хормонот на среќата, ќе го имаме во постојан баланс на некој начин, затоа што оваквата храна придонесува да ние имаме подобро и дигестивно здравје, затоа што кога имаме некакви тегоби во нашиот дигестивен систем, нормално дека ние сме анксиозни и сме нерасположени, бидејќи имаме некаков проблем во нашиот организам, имаме потешкоти во однос на варење на храната. Затоа сите оние сложени јаглихидрати, односно житариците или легуминозните култури, како што се гравот, грашокот и леката, сите тие на некој начин придонесуваат да ние внесеме енергија во нашиот организам и да внесуваме секако баланс. Исто така ќе имаме гледач на линија, само да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Би го кажал следново, од моја гледна точка,
и поради тоа мислам што ме е струката. Јас сум дипломиран шумарски инженер. И се бавам, мислам, со таа денес. Најголема причина за да имаме неприродна храна и нездрава храна е воздухот. Значи, човекот колку повеќе го загадува воздухот, а секој ден е се позагаден од целиот свет, тие сите дождови што паѓаат, одат во самата храна затоа што најголем процент од храната е на отворен простор. Значи, тие кисели дождови, валкани дождови, секако вид на дождови, се пренесуваат и во храната. Те отровни материи што паѓаат преку водата се пренесуваат и на храната. Така. Значи, ние во светот веќе немаме здрава храна. Затоа што факторот е човекот. Така, само извинете што ќе ве прекинам. Сосема ве разбираме и ова што го кажувате на вистина и така ќе се согласи и Емилија. Ви доделуваме двонеделен план за детоксикација, така? Емилија? Да. Дали вие ќе го користите? Дали некој член од вашето семејство? Еве поводот за 8 март е убав па да го подарите на некоја припадничка на понежниот пол од вашето семејство. Оставите ги податоците, односно телефонскиот број, името и презимето, ќе ги запишат во режија, па Емилија после емисија ќе ве контактира и ќе се договорите како сето тоа да се изреализира. Ви благодарам за јавувањето. Ајде кратко да се надоврземе на коментарот на гледачот. Така, секако, ние се трудиме да внесуваме храна која што нели е богата со свежи ензими, витамини и минерали, меѓутоа имаме и надворешни фактори кои што влијаат екзогени па и ендогено внесуваме попатно штетни материи во нашиот организам, како што каже и господинот, и воздухот кој што го дишеме прават оксидативен стрес во нашиот организам. Да. Затоа ние се трудиме да јадеме храна која што е природна, па и природно да го прочистуваме нашиот организам од тие штетни материи кои што не сакајќи ги. На тој начин можеме барем нешто малку да направиме. Така, да промениме. Секогаш промената е со детоксикација на организмот, односно пиењето на вода. На тој начин ние правиме изфрлање на токсините од нашиот организам и на тој начин го прочистуваме целокупниот наш организам, бидејќи преку екскреторниот систем, како што е кожата, бубрезите и јетрата, правиме лимфна дренажа и на тој начин некако ги елиминираме и колку можеме, нели, правиме за да елиминираме токсини од нашиот организам. Така, да. Кога емоционално јадеме, тогаш внесуваме и количински многу храна, велиме нездрави намирници внесуваме, се прејадуваме и тоа на долг рок или постепено на некој начин прави штета на телото и на организмот. Па емоционалното некогаш и кога ни е досадно, така, велиме посегнуваме по храна најчесто. Многу често се случува да нели секојдневно се соочувам со луѓе кои што имаат ваков проблем и конкретно емотивно јадам, можеби јас не сум гладна, јадам, тоа прави штета за зголемување на телесната тежина и потоа развој на хронични незаразни заболувања, како е липидниот статус, покачување, холестеролот, триглицеридите, потоа крвниот притисок, па да не зборуваме и за други состојби во организмот што може да се случат. Првата причина посегнување на храната на долг рок е зголемувањето на телесната тежина. Тоа се хормони кои што зборуваат во нашиот организам кога ние сме нашиот организам кога е сит, тоа е функционален нели природен процес. Нашиот желудник е полн, ние немаме потреба од храна, меѓутоа нашите емоции се гладни и затоа кога сме под стрес или имаме некаква работа што треба да ја решиме, нашиот организам е под стрес и кога работиме, најчесто прибегнуваме по грицки кои што не се дозволени, па и да се дозволени. Јас секогаш им препорачувам на моите клиенти, се знае кога е времето за јадење и каде треба да се јаде, на маса. Се она што е пред компјутер, пред телевизор, знае да направи проблем и тука се веќе зголемените килограми повеќе, па и други ситуации кои што на долг рок се случуваат. Јаткастите плодови ги спомена Емилија, само сакам да прашам, и тие не можеме во неограничени количини, така? Токму така. Значи, буквално да седнеме и едно цело пакетче да изедеме бадеми или лешници или ореви, така? Јас најчесто јаткастите плодови ги давам на клиентите за време на ужинката. После појадокот, ручекот и вечерата на 5 часа временско растојание, па на половина
кога ќе се подели времето, односно на 2,5 часа е времето за ужинка. Тука е пиењето на вода од 3 до 4 чаши, јаткасти плодови, 40-50 грама, можеби 5-6 бадеми лешници кои што не солени се, не печени. И може да е 1 до 2 овошја, во зависност од состојбата, здравствениот проблем, одредувам кое овошје ќе биде и дали ќе бидат јаткастите плодови вклучени и кои меѓутоа има и луѓе кои што имаат проблем или алергии, па тога се изостануваат. Меѓутоа балансот во исхраната и количината зависи како ќе го направиме дневниот ритм, неделниот ритм на режимот на исхрана. Секогаш треба да биде конзумацијата умерена во било кој дел од оброкот. Значи количината не треба да биде со празни калории на храната, затоа што празните калории не внесуваме никакви витамини и минерали, само правиме проблем за формирање на адипоцити, односно адипозно ткиво кое што нели на долг рок па знае да биде и малку потешко за намалување. Она што сакам да напоменам е внесување на храна со свежи ензими. Тука можеме да го најдеме во растенијата, односно во салатите, зелените салати кои што навистина многу благопријатно делуваат за целокупниот организам, со тоа што внесуваме на тој начин фолна киселина, витамини, минерали, растителни влакна и вода. Бидејќи растителните влакна се многу важни за подобра дигестија во нашиот организам, за ќе го активираат и метаболизмот, така и тогаш нема да го имаме проблемот и со и на тој начин ги елиминираме токсините од нашиот организам и го празниме дебелото црево, односно оневозможуваме да имаме отежнато празнење, констипација и обстипација. Кога нашиот дигестивен систем е растеретен, тогаш е растеретен и вегетативниот нервен систем. Така да храна која што го успорува метаболизмот е храна и поврзана и со емоциите. Затоа кога внесуваме ние храна богата со растителни влакна, со корисни нутриенти, таа делува благопријатно на целиот организам и на тој начин ни дава енергија за да може да функционираме како што треба. Така, дали има и обратна состојба? Велиме, кога сме под емоции, така посегнуваме по храна. Дали некој воопшто не внесува храна ако е под стрес, ако е пред некој друг пример за тоа, да. Кога сум под стрес, некако мислите ми се фокусирани и барам некако решение за проблемот, нели за ситуацијата во моментот кога се случува и мене во тој момент не ми се јаде, зборувам за конкретно јадење, да е ручак, меѓутоа може да се случи да грицнам морков или бадеми лешници, па да излезам надвор малку да прошетам, тоа ми е дел од мојата физичка активност, сега ми е пешачењето 30 до 40 минути, па некако си правам уабе сама со себе за да можам да најдам решение на начини за да се на проблемот, бидејќи и моето темпо е многу динамично, нели се соочувам со различни состојби и ситуации, луѓето кои што доаѓаат со мене, па некако и допираат до мене нивните ситуации, кога барам некако извор на решение, не ми е изворот храна да отворам во ладилник и да земам храна, тогаш малку правам стоп и не јадам, или па како треба, така некоја здрава намирница, така? Секогаш е здрава намирница, да. Може вклучувам еден ред 70% чоколада од какао, бидејќи и тука може да делува позитивно, односно триптофанот ни дава енергија и какаото исто така си бара некогаш организмот и шеќер, некогаш бара солено, така? Така, каде што добар неуротрансмитер е некако да ни го подигне расположението, може да се земе банани, јаткасти плодови, па дури храната, односно јаткастите плодови имаат магнезиум, па на некој начин и ќе ме релаксира, бидејќи јас сум природно така динамичен човек, така да наоѓам решение и амортизирам и секогаш самите ние си наоѓаме амортизација и треба да најдеме да се справуваме со стресот. Самите првично да препознаеме и да најдеме начин како да го управуваме тоа. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Ве очекуваме, почитувани гледачи, реков дека имаме изненадувања и подароци за оние кои што ќе се јават во емисијата. Продолжуваме со разговорот во студиото. Емилија, постојано слушаме и постојано зборуваме за детоксикација на организмот. Што значи, што добиваме со тоа? Какво добро му правиме на телото и дали во пресред на пролетта е вистинскиот момент сега да се направи детоксикација? Така, детоксикацијата е
природно и треба да ја правиме во текот на целата година за да ги елиминираме вишокот на токсини во нашиот организам кој што нели сакајќи или не сакајќи како што напоменав ги внесуваме преку екскреторниот систем како што кажав, преку јетрата ние правиме исфрлање на тие штетни материи од нашиот организам и ние на некој начин потребно е да правиме детоксикација на организмот и првиот момент кога ќе забележиме дека ни е потребна детоксикација тоа кога се чувствуваме без енергија. Кога? Без енергија, Добра. едноставно немаме енергија, сме поспани, малаксани, да не ги препишуваме секогаш надворешните промени или времето не е убаво. Прво е да се запрашаме навистина дали ние го детоксицираме нашиот организам, а првата причина да се запрашаме е дали доволно пиеме вода, бидејќи детоксикацијата правиме со конзумирање на вода во текот на денот и најчесто препорачувам веднаш по будењето да се испие млака вода, 200 мл, па дали ќе биде обична вода или ќе се додадат неколку состојки како што се јаболков оцет, може куркума или црн бибер, зависно од сезоната или текот на годината. Некогаш не е потребно куркумата и биберот за да го затопли организмот и да направи процес на циркулација или затоплување на нашиот организам. Меѓутоа секогаш има намирници кои што може да се вметнат во водата, да се испие, да се обогати, да се таа вода да ферментира и во нашиот организам да направи поттик будење на цревата, да го рестерити дигестивниот систем и да направиме детоксикација. Потребна е во текот на годината, како што напоменав, меѓутоа детоксикацијата не сакам да се поврзе секое годишно време би било најдобро. Па да, ние во текот на целата година, во пролет, лето, есен и зима имаме намирници кои што ни ги нуди природата и секогаш треба да го искористиме тоа овошје кое што е сезонско во годината и на тој начин кога внесуваме ние овошје сезонско или зеленчук и на тој начин правиме, бидејќи го внесуваме свежи ензими, правиме детоксикација. Еве сега се постите, значи и на тој начин ние правиме постење на организмот, елиминираме храна од животинско потекло и на тој начин ние го детоксицираме нашиот организам. Меѓутоа постојат и поригорозни детокс програми или кои што траат од 7 дена или 14 дена. Тука мора да се консултираат пациентите со лекар или со нутриционист, бидејќи не секој може да прави ригорозен детокс. И во зависност од здравствената состојба, од возраста, така веројатно индивидуално е за секого, така? Значи не може бремена жена или луѓе кои што имаат сериозни здравствени проблеми да имаат да бидат на детокс програма кој што вклучува само смутиња или салати да не биде значи агресивен премногу туку. Моето детокс мени кој што ќе го подарам на гледачите доколку се јават и сега ми е активно тоа детокс 15-дневно мени, кога им го испраќам и викаат овдека не е со смути, нема смути, нема само салати. Не е детоксикацијата само на овошје и на зеленчук. Треба да внесуваме намирници како што ги напоменав, нели, сложени јаглехидрати, кои што ќе има легуминозни култури, салата, овошје, вода да се пие во текот на денот и на тој начин правиме детоксикација, нели, за време на празниците, после празниците, убаво е пролетно чистење на организмот или генерално чистење на организмот, така да во текот на целата година потребно е, нели, во летниот период имаме да го применуваме. Да. Повеќе вода да пиеме во летниот период, ама кога имаме лубеница, диња во тој период, имаме и бета-каротен, па секое годишно време прави зашто има намирница да внесеме и правиме на некој начин детоксикација. Да не заборавиме. Имаме гледач на линија, ајде ќе запамтиме до каде стигнавме, само да го вклучиме, или гледачка всушност. Добро утро, повелете. Добро утро. Пред се поздрав до студиото, да ви го честитам празникот. Ви благодариме и ние до вас упатуваме честитки. Благодарам. Вака, значи, јас сакам да поставам едно прашање до крај Еми. Дали нутриционистите веруваат по исхрана по крвна група? Затоа што, да го кажам, јас пред се мојот пример. Јас имам кај Еми, се сеќава на мене не е битно. Значи, кога се хранам по крвна група, се чувствувам супер. Значи, немам тежини, немам проблеми, значи, тежината ја намалувам и така натака. А кога ќе се хранам по исхрана од нутриционист, бидејќи кај многу имам поминато, напротив, значи, килажата ми е во место или ќе ја покачам, се осеќам гладна,
значи ме недостасува тоа од мене, тоа што го препишуваат они, не смеам нешто друго да земам повеќе од сето тоа, така да сакам конкретно да ми одговори дали веруваат во искрена покрвна група. Вие сте Б позитив. Да. Весна. Б негатив. Така? Да. Да. Верувам, лично си имаме... Мислам, добро мислење имам јас, не велам да не ме сватат гледачите. Така, добро, секој гледа да си го најде решението, нели, за проблемот. Ќе го оставите телефонскиот број во режија, што ќе доделиме на прирачникот, Прирачникот, така? Еве, го добивате овој прирачник. Мојот план, твој водич за исхрана, планот на Емилија ќе биде ваш водич за исхрана, рецепти приспособени со состојки од нашето поднебие, токму за вас. Еве нека биде еден убав подарок во пресрет на утрешниот 8 март. Ајде сега за верувам во тоа што исхраната по крвни групи. Така, што го кажа господјата, бидејќи лично имавме средба и токму храната која што беше конкретно за незината крвна група благопријатно делуваше. Тука беа низа симптоми и состојби кои што имаше, меѓутоа лично се увери во господјата дека одредена храна која што беше вон рамките на таа крвна група која што не треба да конзумираат, имаше потешкоти, така да верувам дека овој прирачник и овие рецепти кои што ќе може да ги вметне во незиниот дневен ритам и ќе помогна за одредена состојба која што се соочува, која што не е директно поврзана и со крвната група, нели, каде што може да се пие вода со одредени намирници кои што и благопријатно ќе делуваат за незината состојба, така да, по крвни групи го имам тоа во предвид секогаш кога правам анамнеза на клиентите и секогаш од искуство, нели, одредена храна која што навистина ни пречи, одредена состојба која што имаме, дали се работи за анемија или гастритис или други состојби, секогаш влегува во таа анамнеза како и крвната група. Некогаш можеби ќе речат јас ова не го јадам или не можам да го јадам, не го поднесувам. Има замена каде што за тоа? Може да се толерира. Има храна која што не вродува со плотта која се храни, која конзумира таа храна, каде што најмногу одговара, и храна која што може да помине на некој начин, сега во зависност од другите состојби кои што се во организмот, така да може да е еден мал тригер фактор или одредена храна која што навистина може да направи проблем, па и да е по крвна група може да пречи. Така да таа анамнеза е многу важна, која ќе земеме ние нутриционистите, како лекарот кога зема анамнезата, така и ние. Никогаш не може да се направи грешка кога правиме одредена храна со одредена храна кога внесуваме, односно базна храна која што го алкализира организмот и храна која што ја поттикнува детоксикацијата, затоа што одредени состојби кои што се случуваат во нашиот организам се случува кога нашиот организам е контаминиран или закиселен, кога pH вредноста не е таква како што треба. Затоа многу често кажувам дека детоксикацијата и алкализацијата во организмот е тесно поврзана. Еден закиселен организам низа проблеми во нашиот организам. Затоа базни намирници, алкални намирници соодветни за одредена состојба на било кој од нас. Така, да. Да ја слушнеме и следната гледачка. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Ја имам проблем со покачената телесна тежина. И ја имам хипотиреоза и само мислам на јаде и нарочно навечер и не мислам на мене, не ми се јаде, јас само бркам у фриждеро и јадам. Так. Се соочувате со таков проблем. Ќе ги оставите податоците во режија, телефонскиот број, името и презимето, и од Емилија добивате двонеделен детокс програм, така? Така, да. Да, ќе ви Фала многу. Да, ќе ви исконтактира Емилија во текот на денешниот ден или по емисијата, меѓутоа работните обврски прво да се завршат и ќе се слушнете со гледачката. Тироидната жлезда, забавен метаболизам, отежното движење, зголемена телесна тежина, се она што нели тироидната го прави, меѓутоа како што напоменав, сложените јаглехидрати, храна која што е концепирана за клиентот може да
да подобри и дигестивно здравје, и намалување на килограмите и расположението, бидејќи многу често тироидната жлезда ја поврзуваме со и најчесто велиме умор на домаќинка, многу често се чувствуваат клиентите уморни, заморни, односно поспани, така да силно што го прави таа тироидна жлезда, мора да излеземе малку од колосек, да направиме нешто за има решение и има начин, бидејќи секоја втора жена има ваков здравствен проблем со тироидната жлезда, дали е во хипотироидија или се покачени вредностите на антитепеа, така да не треба секогаш тироидната жлезда, примам терапија за тироидна жлезда и да останеме на тоа. Има промени и во исхраната и треба да се направи некаква промена. На самиот крај сме, само како заклучок да изведеме, за да го управуваме стресот, наше секојдневие за жал, изложени сме постојано физичката активност и преку исхраната да знаеме, нели, да го најдеме вистинскиот начин како да се справиме со тоа, а да не се соочуваме со емоционално јадење и емоционален глад. Така, само кратко, да ако ги може. препознаеме симптомите кога сме на вистина гладни, кога не преовладуваат емоциите, да имаме баланс во појадокот, ручекот и вечерата, да ги исполнуваме сите ресурси, протеини и аглихидрати, витамини и минерали, од абецедата витамините, да не заборавиме да пиеме вода во текот на денот 2 литри, на тој начин го детоксицираме, па и го алкализираме организмот со сите овие исполнети ресурси. Физичката активност, не мора интензивни тренинзи, барем 40 минути физичка активност доволно е. Така, ќе бидеме посреќни, позадоволни, нема да чувствуваме замор. И Благодарам. Така, благодарам Емилија за гостувањето. Со задоволство. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.